Добро дојдовте во новото издание на Да си кажеме. Денеска зборуваме за јавниот превоз, а соговорник на оваа тема е професор доктор Никола Крстановски од Техничкиот факултет во Битола, чија специјалност е токму јавниот превоз, поради тоа што докторатот е на истата тема и е изработен во Соединетите Американски држави. Професоре Крстановски, добро дојдовте во Да си кажеме на Телма. Пред се да се заблагодарам вас и на вашата телевизија за поканата да учествувам во вашата емисија. Секако да пожелам добар ден, успешен ден на вашите гледачи. Да, благодарам за прашањето. Очигледно јавноста во Скопје оправдано упатува многу критики и забелешки на работата на јавниот градски превоз. Меѓутоа, за жал, еве како стручник од таа област, кој што работи и во науката, во делот на јавниот градски превоз, забележувам дека многу малку во јавноста се зборува за вистинските причини и за оние главните големи проблеми со кои што се е оптоварен јавниот градски превоз во Скопје. Тоа нешто потврдува дека ниту државата, ниту градот имаат ниту визија, ниту јасна стратегија каков јавен градски превоз се планира и се посакува. Според она што на терен може да се види, според граѓаните го гледат во секојдневниот живот овде во Скопје, да, таков заклучок би бил коректен. Ако дозволите, би почнал со појаснување на тие големи системски проблеми кои што ги има јавниот градски превоз во Скопје. Една од главните забелешки кои постојано слушам дека се префрлар на превозниците е дека тие постојано бараат се поголеми средства од буџетот на градот Скопје. Има слабости и кај превозниците, меѓутоа главниот проблем е во сосема друга насока. Ќе дадам еден интересен податок. Во 1989 година, значи пред 36 години, пред осамостојувањето, кога работеше само јавното сообраќајно предпријатие, во Скопје јавниот градски превоз превезуваше 150 милиони патници годишно. Ќе повторам, 150 милиони патници годишно. Од тогаш континуирано бројот на патници во јавниот градски превоз опаѓа. Негде пред короната падна на некои 44-5 милиони патници годишно. Последниот податок кој што го видов е 22 милиони патници годишно, меѓутоа немам проверено, не ми е сигурен податок. Од тие 22 милиони мислам дека само околу 15 милиони плаќаат билет. Сега математиката 10 пати помалку од колку во 89. Да, математиката е многу едноставна. Колков приход остварува јавниот градски превоз од 150 милиони патници годишно, а колков приход остварува од 15 милиони патници годишно. И сега главното прашање, овде се поставува прашањето, каде отишле тие други патници, односно дали Скопје во меѓувреме со промените, Скопје веќе не е оној град од пред 36 години, многу повеќе е населен од тогаш, многу повеќе е изграден, има сосема нови населби, нови урбани зони, нови сообраќајници, но факт е дека во меѓувреме Скопје стана град на автомобили, а не на луѓе и автобуси, веројатно. Така е. Многу помалку автомобили имаше тогаш. Така е, за жал, во спротивност од современите трендови како да се решава сообраќајот во градовите и како да се постигне повисоко ниво на квалитетен живот во градовите, похуман живот, преку градење на таа политика за одржлив транспорт, Скопје одиво според она што се гледа на терен, како што реков, во спротивна насока. Скопје стана автомобилски град, доминира автомобилот како превозно средство, а редно е сообраќајните инженери, сообраќајните експерти да кажат гласно и прецизно во јавноста дека не постои начин да се решаваат проблемите на сообраќајот во градовите ако доминира автомобилот како превозно средство. Колку и да проширувате сообраќајници, улици и да градите паркинг простори, евентуално можда некогаш и само по 1-2 години или по 5 години повторно ќе се случи метеж во сообраќајот и повторно ќе бидат тие проблеми во сообраќајот. Но тоа е така, професоре, поради тоа што јавниот градски превоз е таков каков што е нефункционален, бавен и не можеме навреме да стасаме до посекуваната дестинација. Не дека сите сакаме да се возиме со автомобил. Еве, јас лично преферирам да патувам со велосипед, но кога не можам, морам да користам автомобил, бидејќи јавниот градски превоз е таков каков што е. Така е.
главното прашање, нели, она што го почнав со бројот на патници кои што се превезува е зошто се намалил бројот на патници во јавниот градски превоз. Одговорот е едноставен, меѓутоа решението не е едноставно. Очигледно, квалитетот на услугата во јавниот градски превоз е далеку од потребите на луѓето, на жителите во градот Скопје. Но мораме да бидеме малку само критични, извинете што ве прекинувам. Да. И да кажеме дека и вака како што е градскиот превоз во Скопје, во вакви услови функционира сосема солидно. Не можеме прстот да го впериме исклучиво во јавното градско сообраќајно предпријатие, бидејќи со автобусите со кои располага, со кадрот со кој располага, со финансиите на крајот на денот со кој располага, како што велите, си ја обавува работата. Може би на минимално ниво, меѓутоа ја обавува. Може би ќе бидам малку со искажувањето, меѓутоа знаете, состојбата на превозниците горе-долу е според она народната МТТ те не ти дава да плачеш. Тие се трудат. Има слабости, реков кај нив, меѓутоа се трудат на вистина она што може да го направат. Да, нема да бидеме престроги во оценката кон нив. Меѓутоа да се навратиме на овие главните системските проблеми. Науката во јавниот градски превоз што вели? Градот Скопје е веќе преголем и по број на жители, и по растојанија и по територија на кои се патува, по територија, за да се потпира само на автобуски јавен градски превоз. Значи мора да постои некаков висококапацитивен, брз јавен градски превоз. Што е проблемот со автобускиот превоз? Овој класичен автобуски превоз е сосема доволен и единствен во мали градови, евентуално мали средни градови. Таму линиите не се долги, сообраќајниот метеж не е така изразен во врвните часови. Меѓутоа во големи градови имате долги линии, голем сообраќајен метеж. Нели природата на работа на јавниот градски превоз бара автобусите, возилата да застануваат на стојалишта, се губи време во споредба со автомобилот. Наспроти застоите во сообраќајот плюс и на станиците кои особено во врвните часови може да имаат изголемен број патници, па зголемено продолжено време на стоење на стојалиштата, тоа директно влијае на времето на превоз, што е многу важно. Значи, далеку со јавен градски превоз луѓето треба да планираат многу подолго време за да стигнат до целта на патувањето и до редовноста, до точноста, до квалитетот. Затоа во големите градови мора да има некој брз капацитивен превоз. Вие сте, рековте, докторат во Соединените Американски држави, меѓутоа сте ги проучували европските градови од обемот и големината, оние слични на Скопје. Скопје сака да биде зелен град, да има урбана мобилност, да биде функционален град, меѓутоа се помалку му успева тоа, иако сите градоначалници наназад, ако се земе во ветувањата во своите предизборни програми, најавувале дека ќе се зафатат со планско, структурно и стратегиско решавање на проблемот на јавниот градски превоз. Како тоа го решаваат поразвиените градови од Скопје? Еве, например, да се осврнеме на Европа. Например, Скопје според последниот попис од 2021 со број на жители од околу 650.000. Да, малку е постара, не е многу стара. Пред 3 години правев една интересна анализа. Прво се насочив кон тоа да најдам колку градови во земјите членки на Европската Унија имаат приближна големина како Скопје. Најдов дека има такви 33 града и за секој од нив посебно проучував каков систем на јавен градски превоз има и поточно кои видови на јавен градски превоз ги има. Сите 33, освен Скопје, имаат и друг вид на превоз и повеќе видови на превоз. При тоа не се рачуна такси? Такси не, само овој класичен јавен градски превоз. Значи, половината од нив, 17, имаат метросистеми. Сите имаат или и плюс трамвај, тролејбус, оние кои се покрај голема река или покрај езеро, море, имаат и плюс воден јавен градски превоз. Има градови, што да ви кажам, најмал град во светот кој што има метросистем е Лозана на Женевското езеро во Швајцарија, кој што има само 110.000 жители, па има метролинија. Друг пример е карактеристичен градот Бреша во Италија, 190.000 жители, има метролинија.
Катанија на Сицилија 220.000 жители има метролинија и да не набројувам, значи има градови во Холандија, во Франција, во Германија помали од Скопје веќе имаат метролинија. Овие другиве полумилионски градови како Скопје, како го најчесто, која е соодветната, односно ако јавниот градски превоз е потпрен на автобуски превоз како кај нас, која е првата алтернатива или градскиот превоз со автобуси е втора опција? Тешко можеме да споредуваме. Овие, поготово од Западна Европа градовите, имаат богата традиција, уште од 19 и почетокот на 20 век изградиле шински системи на јавен градски превоз, така да првенствено го решаваат со шинските системи. Во Европа многу помалку ги има овие брзиот автобуски систем, бидејќи немаат потреба, имаат веќе шински системи кои се развиени, кои што имаат подобри карактеристики, па и за Скопје во оној план за одржлив транспорт кој што е изработен во 2011 година од Техничкиот факултет во Битола. Првата идеја беше трамвај, значи да се воведе шински систем во Скопје, меѓутоа после испадна дека трамвајот е премногу скап, па како добра алтернатива беше предложен и овој брзиот автобуски систем. Значи, тоа е еден од големите системски проблеми кои ги има Скопје. Скопје никогаш нема да го реши сообраќајот ако не воведе некој вид на брз, капацитативен превоз во јавниот градски превоз. Какво е вашето мислење за градскиот воз, решение, делумно решение на проблемот за сеопфатно решение на јавниот градски превоз во Скопје, да се вратат линиите, бидејќи имаме железничка станица која е во центарот на градот и таа да биде кај неа да се вкрстуваат, односно поврзуваат возовите од крајните делови на градот, од сите насоки, од Драчево од една страна, од другата страна од Ѓорче Петров, Волково, исто така од север и кон југ, кон да се направи тој мост за луѓето од приградските населби полесно да стасуваат до центарот. Што мислите вие за тоа? Така, ова прашање индиректно е поврзано со овој вториот голем системски проблем, а тоа е оптимизација на мрежата на линии на јавниот градски превоз. Можам слободно да кажам дека на вистина во Скопје недостасува сериозна студија на изворите и целите на патувањето на луѓето, значи да се видат кои се вистинските потреби на луѓето, особено затоа што од времето кога е воспоставена оваа мрежа на линии, градот Скопје многу се изменал. Значи има нови стамбени зони, имате нови шопинг центри, имате изворите и целите на патувањата се сменати. А мрежата на линии не е променета од тоа? Мрежата на линии не е. Тоа повремено во Советот на град Скопје, некоја линија ќе се продолжи, некоја линија ќе се укини и тоа е тоа. Нема научна студија до сега или некаква подлабока анализа кои линии, какви линии треба да се војат или да се заменат? Ако не грешам, последна студија која директно со јавниот градски превоз работеше негде од крајот на 20 век беше. Ако не се лажам, во меѓувреме не ми е познато дека нешто сериозно е работено. Особено, што подразбирам по тоа сериозно работено. За да добиете вие слика кои се изворите и целите на патувањата, мора да направите, и тоа е најголем трошок за една таква студија, анкета на семејства. Значи да ги вклучите не само патниците, корисниците на јавниот градски превоз, него и сите други жители кои би биле потенцијални корисници на јавниот градски превоз. Таа анкета подразбира, значи е навистина голем трошок во студијата. Според науката треба да има најмалку 5% примерок. Примерокот е стратификуван, односно градот се дели на зони, па во секоја зона одреден број на семејства се анкетираат. И сега да се вратам на вашето прашање, многу е важно таа мрежа на линии на јавниот градски превоз да одговара на луѓето. Имавме една студија пред 15 години со анкета само на патниците на јавен градски превоз и јас бев запрепастен кога околу 65% од луѓето рекоа дека мора да преседнуваат, значи две линии да користат на јавниот градски превоз за да стасат до крајната дестинација. Сега кога станува збор за шинскиот систем, железничкиот систем кој треба да се користи, секако е позитивна работа. Меѓутоа јас го гледам тоа како
една компонента од целокупниот систем на јавен градски превоз. Бидејќи сепак не сум сигурен колку желбите на линии на патување на луѓето, на граѓаните на Скопје се совпаѓаат со трасите на железничката мрежа. Меѓутоа, како помошен систем, апсолутно да. Меѓутоа, се споменува сума од околу 50 на милиони евра за да се пуштат 3 линии на градскиот воз. Што мислите, дали овие пари би можеле попаметно да се искористат за некое друго решение за јавниот градски превоз во Скопје? Овој податок за цената не сум го слушнал досега, меѓутоа ако навистина се таа крајната сума 50 милиони, мислам дека нема конечно го се реши проблемот. Градот Скопје ќе се вложат многу пари, многу е подобро да се вложат парите во некој, барем на еден или два транспортни коридори, овие брзи видови на јавен градски превоз. Добро, спомнавте две решенија, трамвајот, брзиот трамвај како едно решение и второ брзиот автобуски превоз, како поевтина варијанта од оваа трамвајската опција, бидејќи е поевтина. Колку би го чинало Скопје воведувањето на тој брз автобуски превоз? Проект кој претходниот градоначелник го почна, меѓутоа застана. Да. Значи, тој проект кога беше работен и кога се правеше проценка на цената, нели, коштањето, капиталните инвестиции за изработка, проценката беше за две линии на брзиот автобуски систем, значи едната од Ново Лисиче до Ѓорче Петров, другата нели од таму Бутел према Капиштец. Тогаш беше проценката 70 милиони евра и тие пари беа обезбедени од Европската банка за развој. Во меѓувреме не верувам веќе дека со тие пари можат две линии да се направат. Многу се зголемени трошоците. Еве баш сега бев на еден семинар кој што зборуваше, имаше представник од UITP, тоа е Европска асоциација за јавен градски превоз. Представникот кажа дека процениле само од 2023 до 2024 дека капиталните трошоци во јавниот градски превоз на ниво на Европска унија се зголемени за 4%. Значи само од 2023 до 2024 година. Не можам да замислам за 4-5 години колкави би биле трошоците, тоа би требало повторно некоја економска анализа. Според вас најповолна варијанта за градот Скопје е тој брз автобуски превоз да се воведе? За трајно решение или за делумно решение на јавниот градски превоз, за подобрување на состојбата? Во науката, во јавниот градски превоз, барем и на досегашните искуства што ги имаме, голем број автори, макар што и тука има несогласување, голем број автори и стручњаци го преферираат шинскиот систем. Бидејќи шинскиот систем сепак има појак имидж, подлабок имидж, потраене, подобро е прифатен од луѓето, а може да обезбеди и поголеми брзини на превоз и поголем капацитет, нели, ако имате денес, ако е трамвајски систем, имате трамваи не двојно, не тројно, не четворно, него 8 зглобни трамваи со огромен капацитет. Со многу голем број на вагони. Да, не се вагони, се е тоа зглобен состав. Да. Значи композиција подолга. Да, имаат голем капацитет. Ако се работи за, верувам во јавноста не е многу познато, класичниот трамвај се разликува од овај light rail transit систем, кај нас се преведува обично како брз трамвај, значи тоа се различни системи, значи брзиот трамвај има и големи брзини на патување, значи времето на патување било многу кратко. Тоа решение од 2011 колку било проектирано како вредност? Зошто е трамвајското решение многу поскапо од овој автобус? Тоа не беше проект за шински систем, туку беше план за одржлив транспортен систем на градот Скопје, тој беше прв план работен во Македонија од Техничкиот факултет Битола како дел од европски проект од FP7 програмата под акронимот Ренесанс. Таму само се дадени мерки и активности за градење на одржлив транспортен систем и главниот акцент беше јавниот градски превоз како најслаба точка во градот Скопје. А инаку не беше работен проект, не беше работена проценка на трошоците. Зошто нешто што другите европски градови го правеле во 19-тиот век, Скопје не може да го направи во овој век? Дали постоечката инфраструктура го отежнува проблемот или поставувањето на шини сега е поедноставно од тогаш, меѓутоа нас не бива ни за тоа?
Технички, инженерски нема проблеми. Проблемот е, барем во оваа моја комуникација со локалната власт, е парите, инвестирањето, односно да се обезбедат средства за грубо може да се процени колку би чинело изградба на две трамвајски мрежи во Македонија, во Скопје? Од едниот крај на, како што реков ти, ова со автобускиот на исток, запад и север. Имаше, значи пред овој проект со брзиот автобуски систем имаше неколку проекти за трамвајските линии, за проценка на трошоците. Не можам да се сетам са кои беа тие бројки, меѓутоа беа далеку поголеми од овие. Не смеем да не кажам нешто на памет. Беа многу повисоки, можда и двојно повисоки од оваа цена на брзиот автобуски систем во тоа време. Значи, ако било ова 70 милиони, тоа би било 150 на милиони. Не тврдам, меѓутоа можда рамковно, така оквирно. Дали вие го заговарате брзиот автобуски превоз како најдобра варијанта сега во овој момент и поради тоа што сте дел од тимот кој го изработи идејниот проект пред неколку години? Дали сте малку пристрасен кон тоа решение или не? Не. Јас мојата главна ориентација е науката. Јас сум професор на универзитетот и го посакувам она што е најдоброто за сите нас и за државата и за градот Скопје. Апсолутно не. Јас кажав дека првиот предлог беше шински систем, трамвајски систем, кога веќе тоа не може, а особено со случувањата во последно време, кога оние почетни слабости кои беа давани на брзиот автобуски систем веќе се надминати. Значи, брзиот автобуски систем може навистина да даде квалитетна услуга, меѓутоа ако се изведе како што треба. Зошто го нагласувам да се изведе како што треба, бидејќи слушна во меѓувреме, или барем во медиумите се пуштаат такви гласови, дека од првобитниот проект, не знам, ќе се редуцирало ова, ќе се редуцирало она. Ако се направи тоа, воопшто да не се фрлат парите, или да се изработи комплетно како што треба, или нова автобуска линија на градот Скопје не му треба за толку скапи пари. А што беа оние првобитни слабости на брзиот автобуски систем? Значи, една слабост беше тоа што се замераше, добро, овие се сепак автобуси, па загадуваат со мотори со внатрешно согорување. Прочитав дека 22.000 тони нафта се трошат на дневно ниво. Не 22.000 тони, него 22-23 тони нафта. Тоа е само тони нафта на дневно ниво. Скопје, да. Па дневно на ЈСП Скопје, ако го одржува возниот ред како што е сега даден од Советот на градот Скопје, 50.000 километри дневно поминуваат возилата на мрежата на линии. Тоа е големо загадување. Тоа е и загадување, да. Дали делумно може би ќе биде решен проблемот, најавена е набавка на 80 на нови екоавтобуси сега? Видете, апсолутно тоа е позитивен чекор. Новите автобуси се допринос во квалитетот на услугата. Меѓутоа, ќе речем повторно, не го решаваме системскиот проблем. Пак имате дали нови автобуси или стари автобуси, пак имате заглавени во сообраќај, пак имате нередовно точно возење, пак имате мали брзини на движење, односно долго време за превоз на луѓето. Значи, оние основните проблеми не ги решават. А во секој случај апсолутно е позитивна од нови возила. Ќе ви кажам дека според теоријата во учебници на јавен градски превоз ќе најдете дека се препорачува дека на секој 10 години треба се менува автобускиот возен парк во јавниот градски превоз, бидејќи последните автобуси овде се од 2011-та, не се сеќавам, имаше и некои нови. Така, автобусите се изложени на жестока експлоатација. Можете да мислите, не знам по колку часови дено, тргни застани, значи тоа е жестока експлоатација. И тоа е векот на трајање кој се препорачува во науката. Сега во стварноста зависи кој град какви можности има да се помалку функционален град и се потешко се остварува таа урбана мобилност која е неопходна за еден град од повеќе од половина милион жители. Почнавте една голема тема. Јас секогаш сум го критикувал тоа. Во Македонија, во сите градови, не само во Скопје, постои недоволна координација меѓу урбаното планирање и сообраќајниот систем на градот. Од прилика, што би значило тоа поконкретно? Урбаните планери ги планираат намена на земјиште, нели, становање, индустрија, трговија, услужни дејности, нели, просторно во градот,
во генералните урбанистички планови. Меѓутоа, им недостасува слика таа намена на земјиште, колкав број на патувања ќе продуцира или колкав број на патувања ќе привлече. И со кои видови средства и како просторно ќе се распределат тие патувања. Тоа е многу важно. Кај нас, например, ќе се изгради овој новиот мол, како се вика, кај Eastgate, што делумно почна да се применува, и тоа се застана. Се развиваат, има многу добри софтверски пакети со кои што може да се симулира, кои барат хранење на огромен број податоци и обновување на тие податоци, меѓутоа може да се симулира сообраќајот на ниво на целиот град. И во развиени земји што прават? Кога има проект да се гради таков, да речеме, шопинг мол или стамбена зона или било што, се става во симулациониот модел, се симулира, се видат какви тоа последици има на сообраќајната мрежа и се предвидуваат многу пошироки мерки и решенија, проектни, за да не дојде во ситуација в градењето. Потврдите дека нема координација помеѓу надлежните, односно креаторите на политики, урбанистите, сообраќајните инженери. Каква е визијата? Каков град ќе биде Скопје по 5 или 10 години од сега, ако продолжи на овој начин, со се поголем број на автомобили кои стркалаат низ скопските улици, се помалку функционални, брзи автобуси кои стасуваат и ги пренесуваат патниците на време на енергични мерки да превземе градот Скопје. Има решенија, значи денес, како што претходно реков, кај сообраќајните стручњаци и кај урбанистите, кај сите е многу јасно дека нема решение за некој град или барем нема начин да се постигне повисок квалитет на живење во градот ако автомобилот е доминантно изгради една добро осмислена политика за развој на градот и на сообраќајниот систем во градот, кој што ќе ги вклучи сите системи. Многу е важно да се обезбеди квалитетна алтернатива пред се, квалитетен јавен градски превоз, велосипедска инфраструктура и што поголема потреба на велосипед, овие системи за изнајмување. Имаше на времето Скопје почна со системи за изнајмување на велосипеди, па тоа пропадна како проект. Значи мора да се обезбеди квалитетна алтернатива за да луѓето навистина сами дојдат до заклучок дека им е попогодно да се движат во градот на друг начин отколку да употребуваат автомобил. Овие кампањи оставете го автомобилот, започи с воздух, тоа нема никаква врска, нема никаква улога. Значи, мора да се гради, да се обезбеди квалитетна алтернатива, квалитетен јавен градски превоз, квалитетна и развиена велосипедска инфраструктура и овие сите други системи да не ги набројувам. Да, се во интерес на поголем квалитет на живот генерално на сите жители на градот Скопје. Така, јас мора да спомнам во разни овие студии и проекти што сум ги работел, има еден интересен податок. Кога ги анкетирате луѓето и кога ги прашате дали сакате помалку загадување, повеќе зеленило во градовите, повеќе пешачки зони, сите да, скоро да не речам 100%. А следното прашање дали ќе го оставите автомобилот, тука веќе некои да, некои не, а во стварноста во Скопје би бил најголем бројот на оние кои би одговориле неверојатно. Да, претпоставувам. Професор, ви благодарам многу за вашите размисли и за разговорот, за да се кажеме на Телма. Ви благодарам и вас за поканата, се надевам дека расветливме некои вака интересни прашања. Секако. Почитувани, ете го слушнавме професорот Никола Крстановски од Техничкиот факултет во Битола на тема јавен градски превоз и кое би било најсоодветното решение за Скопје за долгорочно, односно трајно решение на градскиот јавен превоз со намера Скопје да стане зелен град, урбан град со урбана мобилност, лесно да се стасува од една точка до друга. Ви благодарам на вниманието.